Блокирано нормалното функционирање на 40 основни училишта во Струга и Струшко. Учениците мрзнат бидејќи нема грејење. Удавени во долгови струшките основни училишта останаа без нафта, дрва, а некои без струја. Директорите обезглавени, не знаат кој крај да го фатат. Жиросметките им се празни, а тие сами не можат да распишуваат тендери за нивна набавка. Секој училиште во ниво на општина Струга во тие жиросметки немат денар во тие ставки за комунални потреби на училиштето. Така да ние при подготвување за новата учебна година во распишување на тендери за нафта, струја и дрва немаме обезбедени пари и сметам дека не можеме да распишеме тендер без обезбедување на пари во жиросметкиве. Во мојот 35 годишен работен век не сум го доживеал ова велика лики, откривајќи дека само за нафта за минатата учебна година сите основни училишта имаат вкупен долг од околу 12 милиони денари. Струшкиот градоначалник вели дека немало обврска да ги подмирува материјалните трошоци. Признава дека имало период кога училиштата немале креди, немале основни средства за хигиена, зашто наводно на добра волја од општинската каса кеширал 900.000 евра. И вчера директорката на основното училиште Јосип Броз Тито бараше да им исплатам струја, иначе нема струја таму. Во училиштето во Татеши нема дрва. Вчера имав извештај дека во некои школи неки има настава. Еве ќе ги оставиме училиштата без средства, нема да има настава, а ќе има директори. Немам задолженија. Утре ќе одговарам зашто толку средства сме трошеле за училиштата, а не сме задолжени по закон. Од Министерството за образование негираат. Согласно Законот за основно образование, општината може да ја дополни добиената блок дотација со средства од сопстените извори, освен заплатите на вработените во училиштата. Тоа значи дека сите режиски трошоци може да се исплатат и од извори на општината. Ставот на Министерството е дека е потребно да се пристапи кон оптимизација на училишната мрежа, бидејќи општината има можност да оптимизира голем број на паралелки и дека како основач е должна да создаде услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес.